И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch. Високата цена на Божјата благодат. Благодатта е бесплатна, но не е ефтина и постои разлика помеѓу тоа да се биде ефтин и да се биде слободен. Гледате, крикот за ефтина благодат е обид на човекот да го одбрани ова горделиво инсистирање да направи нешто за да му помогне на Бог или да додаде на она што Бог го направил за него. Гледате, благодатта е Божјата добрина и милост кон нас, без оглед на заслугите или вредноста од наша страна и покрај тоа што го заслужуваме. Но има нешто во нас што некако се чувствуваме подобро. Ако мислиме дека можеме да му помогнеме на Бог, ако мислиме дека сме дале придонес или дека тоа не е само од него, туку дека ние некако сме му помогнале. Кога станува збор за простување на гревот, спасение, полнотата на Светиот Дух, не постои ниту едно единствено нешто што ние можеме да го направиме. И така, луѓето кои се легалистички во своите чувства и луѓето кои мислат дека начинот на кој сте прифатени во очите на Бог е живееш според одреден стандард или живееш според правила и прописи, и ако живееш според нив, тогаш Бог ќе те прифати. Ако тоа е твојот пристап кон христијанскиот живот, ќе имаш многу тежок период со благодатта. И второ, она што ќе го направиш е да кажеш: па оваа идеја за благодатта, дека се од Бог и ништо од мене, ја прави премногу лесна. Па, например, ако му кажеш на изгубен човек или ако изгубен човек ти каже: сакаш да ми кажеш дека за да бидам спасен, се што треба да направам е да верувам во Исус. Сакаш да ми кажеш дека нема ништо што можам да направам или јас што треба да направам. Што е соодењето во црква, читањето на Библијата, молитвата и давањето на сите тие пари? Каква врска има со тоа? Ништо. Почекај малку. Сакаш да ми кажеш дека можам да бидам спасен едноставно со верување? Точно. Сакаш да кажеш дека се што треба да направам е да верувам? Точно. Не морам ништо друго да правам? Не. Какво спасение е тоа? Бесплатно. Такво е. Слободно. Па, како може да биде толку бесплатно? Затоа сакам да зборувам во оваа порака. Високата цена на Божјата благодат. Бесплатна за нас, но не и за него. Без цена за нас, но висока цена за него. Тоа не е ефтина благодат. Тоа е бесплатна благодат, но дадена по висока цена. Павле го опишува ова во еден стих во второ послание до Коринтијани, глава 8. Значи, ако свртите таму, слушнете што вели тој во овој 9 стих, зашто вие ја знаете благодатта на нашиот Господ Исус Христос, дека иако беше богат, сепак заради вас стана сиромашен, за да можете вие преку неговата сиромаштија да станете богати. Сакам повторно да го прочитам. Внимавајте, зашто вие ја знаете благодатта на нашиот Господ Исус Христос, дека иако тој беше богат, сепак заради вас стана сиромашен, за да можете вие преку неговата сиромаштија да станете богат. Сега, Божјата благодат се однесува на тоа што Бог ги излева богатствата на неговите благослови во вашиот и мојот живот, што нема никаква врска, дали ние го заслужуваме тоа или не. Туку има врска со добрината, љубовта, милоста и љубезноста Божја. Тој вели: зошто по благодат сте спасени преку верата, а тоа не е од вас самите. Дури ни верата не е од нас, не е од дела за да не се фали некој. Причината зошто го кажа тоа е затоа што знаеше дека човечки природно за нас да сакаме да добиеме малку пофалба, да мислиме дека сме направиле нешто што придонело за нашето спасение или придонело за нашето простување. Ништо. И така, за лицето, го повторувам ова намерно, за личноста која се чувствува како па ти едноставно мора да направиш нешто. Не треба, затоа што не можеш. Духовно мртвите мажи и жени не можат ништо да направат. И така, овој човечки напори, човечки дела се залудни. Не може да придонесе за вашето спасение, не може да придонесе за исполнување со духот, не може да направи ништо од тоа, не може да придонесе за простување. Тоа е дело на една личност во еден момент од историјата на крстот, Исус Христос на Голгот. Сега нам ни се чини ефтино, не е ефтино бесплатно, но колку него го чинеше тоа. Ајде да размислиме само за момент. Кога вели дека бил богат, Исус бил богат во 4 области од својот живот, преку кои станал сиромашен,
за да нас не направи богати во истите тие области, и тоа е суштината на благодат. Најпрво, тој бил богат со својот имот. Па што поседувал Исус? Пред да дојде на овој свет, пријателе, тој поседувал се. Погледнете назад во Јован глава 1. Сакам да погледнете неколку стихови овде. Во Јован глава 1, на самиот почеток од ова евангелие, забележете како Јован го започнува своето евангелие зборувајќи за Господ Исус Христос и осврнувајќи се на него како на Словото Божјо, живиот Божји збор. Тој вели во стих 1: Во почетокот беше Словото, и Словото беше со Бога, и Словото беше Бог. Тој беше во почетокот со Бог. Се стана преку него и без него ништо не стана. Што стана? Тоа значи тој создаде се. Колосјани глава 1. Погледнете го 16-тиот стих. Прекрасен пасус овде во 15 и 16 стих за Исус. И тој вели во 16-тиот стих: преку него, тоа е преку Христос. Се е создадено и на небесата и на земјата, видливо и невидливо, било престоли или господства или владетели или власти. Се е создадено од него и за него. Тоа значи дека ништо што постои не постои одвоено од креативната моќ на Исус. Сега погледнете во Псалм 24 назад во псалмите, тој не подсетува чие име е на имотниот лист на се, кој е собственик на се. Глава 24 од псалмите, стих 1. Земјата е Господова, се што содржи светот и оние што живеат во неа. Значи, кога зборуваме за тоа што поседувал Исус, вистината е дека тој поседувал се. Тој бил создател, одржувач и собственик на се. Значи, Библијата овде вели дека оној кој бил богат, а сепак заради нас станал сиромашен, па што направил тој? Исус Христос се откажал од се што поседува и од се што има слава и дошол на овој свет како бебе, немајќи ништо, не поседувајќи ништо, откажувајќи се од својата способност да има и да поседува, и роден од овој свет како секое друго бебе, освен зачнато од Светиот Дух. Тој имал се, создал се, поседувал се, а сепак не поседувал ништо. Сега дозволете ми повторно да објаснам, ово го кажав многу пати. Еве го целото срце, срж и душата на Новиот Завет, завиткани во оваа 3 глава од послание до Римјани. Кога се поставува прашањето како може Бог да остане праведен и да ги прогласи грешниците за невини, да не ги прости нашите гревови, кога неговиот закон рече: душата што греши, таа ќе умре. Платата за гревота е смрт. Секој поединичен човек, сите ние сгрешивме против Бог, сите ние имаме казна за смрт. Потоа Бог, гледајќи апсолутната, тотална, безпомошна состојба на човештвото, дека тој ја исполни својата одлука, тоа би значило дека секој еден од нас би се родил на овој свет, би го живеел својот живот, би умрел и би бил вечно одделен од Бог. Значи, тоа го направи благодатта. И еве зашто е се благодат. Затоа дојде Исус и се што велиме за благодатта е завиткано во овој еден пасус во Римјани. Тоа е ова, за Бог да остане свет, исправен и праведен, Бог каков што е тој. Тој мораше да направи нешто за да овозможи, ако сакаше да не спаси, да обезбеди плаќање на казната за нашиот грев. Значи, Исус Христос беше и е Божји дар за тебе и за мене, кога дојде на овој свет, кој го даде својот живот на Голгота, затоа дојде тој, но тоа го чинеше. Мораше да остави се што поседуваше и да дојде на овој свет во сиромаштија. Се сеќавате дека тој рече: секогаш ќе има сиромашни со себе, затоа што тој се идентификуваше со сиромашните луѓе. Тоа не значи дека Исус е за сиромаштија, не значи дека Исус ја благословува сиромаштијата, не значи дека Исус го благословува само тоа што е потреба, но тој го остави тоа настрана. Слушајте, вели, Исус Христос, иако беше богат, сепак заради вас стана сиромашен. И што се случи? Како резултат на неговото доаѓање на овој свет и овозможување на Бог, Таткото, да не ги прости гревовите и да не направи своји деца, тој нас не направи богати, дури во следната глава, глава 9 стих 8. Слушајте што вели тој. Бог е способен да ја направи сета благодат изобилна, за вие секогаш да имате секаква доволна количина во се, да имате изобилство во секое добро дело. Тој вели дека Божјата благодат е таа што ни овозможува вам и мене да го имаме она што ни треба. И честопати, многу работи што ги сакаме. Што е тоа? Тоа е Божјата благодат. И гледате, кога одите кај Него, го молите за нешто и велите: Господи, јас знам дека не го заслужувам ова. Не мора да му го кажувате тоа. Тој веќе го знае тоа. Тој веќе знае дека ти и јас не го заслужуваме тоа. Ние доаѓаме кај Него како синови и ќерки преку небесен Татко и ја искажуваме нашата потреба. Тоа е суштината на престолот на благодат.
доаѓање кај него во време на потреба, бидејќи милост и благодат за помош во време на потреба. Второто нешто, вели тој, погледнете, вели, сега, тој беше богат, но заради вас стана сиромашен. Тој стана сиромашен не само во она што го поседуваше, туку го остави настрана и своето богатство. Писмото вели дека го остави настрана своето битие. Кој беше тој? Гледате, најважното знаење што ми треба, најважните информации што ми требаат во целиот живот се кој е овој Христос. Слушайте, кога вие навистина разбирате кој е тој, го сакате. Кога навистина разбирате кој е тој и колку вие сте безпомошни, вие го сакате. Овој Христос, оваа личност, што направи тој? Тој вели дека станал сиромашен во своето битие. Кој беше тој? Вратете се во Јован, глава 1 и слушнете што вели во првиот стих. Во почетокот беше Словото, и Словото беше со Бога, и Словото, зборувајќи за Христос, беше Бог. Исус Христос е Бог. Свртете во Евреи, глава 1, прекрасен стих за Господ Исус и кој е тој во неговиот опис за него. Погледнете во посланието до Евреите, прва глава, зборувајќи за Господ Исус, тој вели: и тој е сјај на неговата слава, на таткото, и точен приказ на неговата природа, и ги држи сите работи со зборот на неговата моќ, откако направи очистување на гревовите, зборувајќи за неговото доаѓање тука на земјата и умирање за нашите гревови. Тој седна од десната страна на величеството во висините. Слушајте, ако некој праша кој е Исус, само свртете во Евреи, глава 1 и прочитајте им го овој стих, дека Исус Христос е одблесок на славата на Отецот, единствениот вистински Бог и точен приказ на неговата природа. Тој ги држи сите работи со зборот на неговата моќ. Кога направи очистување на гревовите, тој седна од десната страна на престолот на Севишниот, каде што денес се залага за нас и го слуша плачот на грешниците, кои бараат прошка за своите гревови. Тој ја остави настрана оваа личност од сета негова слава, величие и чест. Погледнете во Филипјани глава 2. Овој пасус најдобро ја опишува инкарнацијата која во суштина е Исус Христос, кој беше Бог. Доаѓа на оваа земја, зема човечко тело врз себе и е човек. Мислам, изморен како луѓето, се греши како луѓето, искушуван како луѓето, испитан како луѓето, поспан како луѓето. Неговата човечка природа никогаш, слушнете, никогаш не го помести неговото божество. Тој од секогаш бил Бог, но тој беше човек како и Бог, чувствувајќи се што чувствуваат луѓето. И така, во Филипјани, глава 2, слушнете што вели, почнувајќи од стих 5, зборувајќи на нас, Павле вели: имајте го во себе овој став, што беше и во Христос Исус. Сега го опишува него, кој, иако постоеше во облик на Бог, не ја сметаше еднаквоста со Бога за нешто што треба да се зграби. Спремен да ја отфрли својата личност во еднаквост со Бог Таткото. Тоа значи, спремен да слезе овде долу во човечко тело и да живее меѓу луѓето, тој вели, но сам себе се понизи, земајќи лик на слуга и станувајќи сличен на луѓето. И по изглед како човек, се понизи себе си, станувајќи послушен до смрт, дури и смрт на крст. Тој рече дека се испразни себе си. Што мисли со тоа? Тој ја отфрли облеката на својата слава и дојде на овој свет како слуга. Назад кон Филипјани, слушајте, земајќи на себе облик на слуга. Оној што го пречекува гостинот на вратата им ги соблекува сандалите и им ги мие нозете. Размислете за ова. Тука тој седеше од десната страна на таткото во сето негово величие, моќ и слава на небото. Сите ангелски војски пееа, фалеа, го славеа, му се поклонуваа и му оддаваат чест. Што прави тој? Мие прашливи нозе. Кој е овој човек? Ова е Бог во тело. Богат во неговата личност. Секој ангел на небото се поклонува пред него. Целата земја е полна со неговата слава, вели Библијата. И што прави тој? Роден во утробата на мајка. Сега мие нозе како слуга. Тој рече дека е слуга Божи, слуга на човештвото. Тој рече, не дојдов во овој свет за да ми служат. Дојдов во овој свет, јас да служам. Дојдов во овој свет да го дадам својот живот како откуп за мнозина. Тука служиш, слуга, роб, празнејќи се себе си од неговата слава. Тој вели, слушајте, тој беше толку спремен да работи во твое и во мое име. Што не сакаше да ја зграби и да се држи за неговата еднаквост со Бог. Иако никогаш не престана да биде Бог, се соблече од крајната суштина на неговата личност и дојде во овој свет како богочовек.
За да направи што? Тој стана сиромашен, за да можеме ти и јас да се збогатиме. Тој беше богат, но заради нас стана сиромашен. За вие преку неговата сиромаштија да се збогатите. Тоа значи, Божјата благодат е добрината, љубовта и незаслужената Божја милост, што ни ја дава преку личноста на Исус Христос. И таа благодата не е ефтина, бесплатна, но не е ефтина. Највредното нешто што го имаме ти и јас е Божјата благодат. Неговата незаслужена, неизмерна, огромна, загадочна љубов, бесконечна, излеана врз нас без никакви резерви, туку само ова, како што Бог знае дека е добро за нас. Тоа е она што го имаме. Неговата сиромаштија не направи богати. Тоа не е нешто што треба да се смета за ефтино, затоа што тој плати се, а ти и јас примаме се. Тоа не значи дека е ефтино. Тоа значи дека било славно, скапо за Бог Таткото. Но забележете што вели тој. Тој рече, тој беше богат, но заради вас стана сиромашен. Богат во својот имот. Тој се откажа од него, за да можеме ти и јас да бидеме богати и имотни во него. Од неговата личност се откажа, за да може ти и јас да станеме богати во него. Тој исто така се откажа од својата позиција, што беше тоа во светот, седнат од десната страна на Таткото, владејќи над целата земја, вршејќи апсолутна и тотална, целосна контрола над сите нешта. Кога ти и јас ке размислиме за моќта на Господ Исус Христос и колку тој бил богат во тоа, во неговата вечна слава, одете во Јован 17 за момент, бидејќи тој тука ја споменува својата вечна слава со Таткото и фактот дека таа ќе биде обновена. Во 5 стих од 17 глава тој вели: сега прославиме ти, Татко, заедно со себе си, со славата што ја имав кај тебе пред да биде светот. Нема начин човечкото суштество да ја опише таквата слава. Седи од десната страна на Таткото. Што прави тој? Тој доаѓа да седи во срцето на грешното човештво. Каква цена? Да се откаже од својата позиција на син, на отецот, за да стане пријател на грешникот. Тој се нарекуваше себе пастир. Тој беше пријател. Иако се нарекуваше себе си Бог, тој го кажа тоа само кога го разјасни својот вистински идентитет. Кога размислувате за неговиот вистински идентитет и за моќта што беше некова, бесконечна, апсолутна, целосна контрола врз се. Гледате, затоа што тој беше апсолутно бесконечен во својата моќ, тој ја остави настрана. Тој дојде до оваа фаза на сиромаштија во однос на моќта. Тој си дозволи да биде мали ситни парчиња од тело во утробата на неговата мајка. Растејќи како бебе и роден како секое друго бебе, освен зачнато од Светиот Дух, растејќи како дете, како мало момче, растејќи како човек, со сите работи со кои малите момчиња мора да се справат во животот, а сепак без грев. Кога порасна, мораше да работи во столарската работилница, исто како и секој друг човек. Се замори, се истрпи. Тој не беше бесконечен. Не можеше да види, тој не можеше да прави мебел 24 часа на ден. Се заморуваше, мораше да спие, мораше да се одмори, се измори. Знаете зошто? Затоа што ја остави настрана таа бесконечна моќ во него и славата со Таткото претходно за да стане човек и да страда како човек. И, пријателе мој, тој не го направи тоа затоа што мораше. Тој го направи тоа доброволно. Размислете за моќта што му беше потребна на Исус, за да се предаде на злите, подли луѓе, чија единствена цел во животот беше да го спречат Божиот план за искупување. Замислете ја моќта што му беше потребна за да им дозволи на римските војници да го тепаат и да го тепаат, се додека грбот не му стане само месо и крв и никогаш да не каже ниту збор, кога можеше апсолутно да ги уништи со трепкање на окото, тие ќе исчезнеа. Замислете да лежите на крст и да им дозволите на луѓето да земаат кол и да го забодат низ неговите раци и нозе, кога можеше да го запре тоа во секој момент.
Замислете ја моќта што беше потребна за да се предаде божеството на човештвото. Светоста на злото. И никогаш да не се каже ниту еден збор. Пријателе, тоа е богатството да стане осиромашено за да ние се збогатиме. Затоа е благодатта. Затоа е спасението. Затоа зборува Павле кога вели Исус Христос, кој беше богат, стана си осиромашен, за во неговата сиромаштија вие и јас да бидеме богати во благодатта на Семоќниот Бог. И некој да го нарече тоа ефтино, бесплатно. Да, ефтино никогаш. Го чинеше таткото, неговиот син, го чинеше синот се, неговиот имот, неговата личност, неговата позиција и неговата моќ. И зошто го направи тоа? Зашто Бог колку го возлюби светот што го даде својот еднороден син, за секој што верува во него да не погине, туку да има вечен живот. Вечен живот. И што требаше да направи човекот за да го добие тоа? Да ја положи својата едноставна доверба во Господ Исус Христос како личен спасител. Тоа значи едноставно да верува дека кога тој отиде на крстот и мајкиве мене и тебе наум. Тоа е благодат, добрината и љубовта Божја излеана. Ефтино? Не е ефтино. Бесплатно? Да, бесплатно е. Заслужуваме? Никогаш нема да заслужиме. Да живеевте милион години, не би можеле да го заслужите. Тоа е Божјата добрина, љубов и милост излеана, затоа што тој не сака. Пријателе мој, што кажува тоа? Вели, без разлика колку си бил грешен, без разлика колку си злобен и без разлика колку си виновен, без разлика како изгледа твоето минато, Божјата благодат, донесена на светот од личноста на Исус Христос, кој станал сиромашен, за да ти можеш да се збогатиш, понудила да ти ги прости гревовите, да те очисти и да ти овозможи да дојдеш кај него за прошка и очистување и да ги задоволиш твоите потреби, без разлика какви се тие. Тоа е Божјата благодат. Ако никогаш не си верувал во него, како на твој спасител, тогаш животот на вистина не започнал за тебе. Слушни го ова. Постоењето може да заврши пред да почнеш да живееш, бидејќи Исус е вистинскиот живот. Тој е животот во својот полн сјај, проблеми, болки во срцето, товари, искушенија, неволи, тешкоти и грешки, неуспеси, гревови. Да, но кога го имаш Исус, се е различно. И постои благодат да те подржи, која никогаш нема да ја знаеш, додека не ја пробаш преку вера. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. Во средината на светот, Еквадор, лидери во службата се собираат со цел да ја обноват својата вера, да ја споделат визијата и да се подготват за големата мисија што предстои. Водени од InTouch службите, нивниот повик е јасен, да го донесат Божјето царство во секој агол на Латинска Америка. Едно од нештото што најмногу ги истакнувам на ова собирање е тоа што можеме да бидеме сведоци на тоа што прави Бог и како тоа не охрабрува да продолжиме со нашата работа. Тоа е можност да се зајакнеме во нив, но и да растеме и споделуваме. Да градеме врски со пастори од Латинска Америка, Африка и Северна Америка. Тие ни помагаат подобро да ја разбереме визијата што ја имал доктор Чарлс Стенли. И не само визијата, страста да го споделуваме Евангелието. Верувам дека InTouch има многу важна улога во помагањето на многу пастори. Во Латинска Америка има пастори со добро образование и ресурси, но во многу области, особено руралните и надвор од големите градови, каде што многумина се движат кон градот, барајќи работа,
Има пастори кои живеат во сиромаштија, без обука, но сепак му служат на Господ со сето свое срце. Работев на тоа да се осигурам дека принципите ќе им бидат пренесени на што е можно повеќе пастори и водачи. Верувам дека Бог подига служба, група водачи што сака да ги користи за да ја исполни целта на InTouch службата во Латинска Америка. Не знам дали доктор Стенли испланирал вака, но начинот на кој се наредени, верувам дека тоа било намерно од Господ. Послушност, покорност и чекање, Бог да се справи со последиците. Послушноста кон Бог не е лесна. Јас го поучував тоа. Понекогаш и велев на жена ми да не продолжуваме во службата. Но принципот ми помогна да останам цврст во Господ, во Неговиот збор и во службата. Сакаме визијата на служењето во врска со животните принципи да се спроведе, да се заврши. Треба да ја идентификуваме реалноста во Латинска Америка. Ние имаме различни групи во секоја земја. Сакаме да обучиме лидери за животните принципи и да консолидираме група што може да ги донесе во нивните заедници. Драг небесен татко, помогни ни да ги уцврстиме нашите лични животи во принципите што ги научивме во Твоето Слово, за да можеме да го споделуваме поучувањето на стратешки начин што Ти го посакуваш. Ти благодариме и Те ја оддаваме сета слава во име на Исус. Амин. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.